Сега е време веќе да пречекаме и нашата прва гостинка за денес. Тоа е наставничка од Основното училиште Владо Тасевски, а поводот е тоа што денес е меѓународен ден на образованието. Добро утро за нашата гостинка, Слободанка Кочовска-Бадаровска. Добро утро. утро. Дојдовте. Добро утро, Ирена. Добро утро, Искра. Честит меѓународен ден на образованието, но сакам пред да започнете со вашиот разговор да ве прашам дали е овој ден за честитање или пак момент кога треба сериозно да се направи еден пресек за тоа во кој правец ни оди образованието. Па и двете во едно, што би се рекло. Најнапред добро утро и благодарам за поканата во емисијата. Навистина треба да размислиме во кој правец оди образованието, бидејќи е еден фундамент во секое општество, вклучително и во нашето, така да честитките нека си одат пропратно, меѓутоа сите заеднички и јас велам во една синергија треба со здружени сили да размислиме што е најдобро да се направи и повторно да се промени во образованието, бидејќи промените се добри кога одат во вистински и во правилен по вистински пат и во правилна насока, простете. Ирена, сигурно имаш уште многу прашања, повели. Добро утро, почитувани, еве и од мене и по ова убава најава од наша Искра и јас да ви го честитам на сите вас кои што сте дел од образовниот процес, денешниот 24 јануар, меѓународен ден на образованието. А наша и ваша утринска гостинка ова утро е магистар Слободанка Кочовска-Бадаровска, оделенски наставник во Основното училиште Владо Тасевски од Скопје. Учителка Данче, ние родителите, вашите сегашни ученици, вашите поранешни ученици, па и идни, ве викаат со учителка Данче, така и јас ке си дозволам. Јас не сум ваша поранешна ученичка, меѓутоа сум родител на ваша поранешна ученичка. Вие сакате вака да ве милувате вака да ве викаат вашите луѓето со кои што работите и учениците и родителите, бидејќи сте пред се учител. Так. Сте човек кој што ги учи децата, го пренесува образованието. Повеќе од 30 години сте дел од образовниот процес, сте дете од просветни работници, вашите родители исто така беа дел од образовниот процес. Дали некако природно си дојде оваа ваша професија само по себе да и вие станете дел од образовниот процес, станете наставник? Еве уште еднаш ќе кажам за нас, родителите кои што сме биле дел од вашиот живот, сте пример како треба да биде еден наставник. Пред се ви благодарам за убавите зборови. Секако дека многу влијаеше тоа што сум дете на просветни работници и не сум само дете на просветни работници, туку и внука. И мојот дедо, и мојот чичко, сите тие беа учители. Околу 150 годишна просветарска традиција има во нашата фамилија. Растејки покрај двајца просветни работници, мајка ми беше оделенски наставник, првин во специјалните паралелки, така порано се вика, потоа во редовна оделенска настава, татко ми професор по физичко. Едноставно гледајки ги се создаде и љубов од начинот на кој што работеа и двајцата беа на времето постоеа тие, ајде да ги наречам условно речено категории за кои што и сега просветните работници се борат на некој начин да се вратат особено истакнат наставник, значи постоја и тие двајцата го има достигнато тоа, нели? И едноставно беше предизвик да ја продолжам фамилиарната традиција. 30 години, над 30 години работно искуство, 8 генерација веќе водите трето оделенци, така? По моментов сум трето оделение. Ете, така. Она што сакам да го знаат гледачите и публиката за вас е тоа дека покрај тоа што ги учите децата, сте учител кој што ги втемелува од најрана возраст човечките, моралните вредности кај децата. Многу ви е важна емпатијата, многу ви е важно другарството. Секој ден ги учите вашите ученици за тоа. Според вас, каков треба да биде профилот, ликот на еден наставник во нашава земја? Етичкиот лик на наставникот. Значи, колку и да учиме и од книги, и надвор од книгите, и од било што децата тоа да го учат, секогаш учителот е тој кој што е личен пример со своето однесување, со својата култура, со своето воспитание пред децата и децата учат практично од она што пред се го гледаат. Значи, еден учител треба да биде пред се со
широко отворен ум. Треба да во себе да има честност, професионалност, одговорност, истрајност, трпение, за да се стави се во тие мали празни главчиња. Говорам мали бидејќи јас сум во оделенска настава. Меѓутоа, уште поголемо трпение и уште поголема професионалност се бара и во предметна настава, па и во средно училиште, каде што децата треба пред себе да имаат човек кој што е за пример. Со сето она што значи честност, искреност, работливост, професионалност. Да. Едноставно да биде и нивни другар, да биде така. и нивни пријател, во исто време нивни родител, да биде преполн со добрина и разбирање за нивните проблеми, кои што не се малку. Вие сте во оделението едно големо семејство. Вие сте им, слободно можем да кажам, и втора мајка на вашите ученици. Имате многу, 8 генерации, многу ученици поминале на клупите во училиштето Владо Тасевски, така само во Владо Тасевски сте наставник. Да. Голем дел од тие ученици сте многу успешни до ден денес. Дали тоа мислите дека е, дали се го чувствувате нивниот успех како ваш успех? Искрено, без отворената и честна комуникација и соработка со родителите, ниту еден учител, вклучително и јас, не можеме да постигнеме успех кај ниту едно учениче, кај ниту едно дете. Така да, можеби ние учителите сме втемелени во успехот на нашите ученици, меѓутоа пак ќе кажам со целосна соработка од нивните родители. Семејство, големо семејство, Да, деца, да. родители и секако Апсолутно, вие. тука е вклучена и стручната служба по училиштата која што соработува со нас учителите, барем говорам за нашето училиште, и секако и менеджментот кој што возможува и дава слобода на сето она што ние како учители го имаме замислено да го изреализираме. Така. Сега сакам малку да позборуваме и за имате стручна литература, имате напишано неколку книги, еве ги носите и овде, ама сакам да покажам и нешто што е дел од вашите ученици. Ова е Убавите книги. така, ова е алманак, вредните така, книги, да. од поранешната ваша генерација. Еве вака ние ќе видиме малце подоцна и фотографија, ама јас сакам да покажам еве дел од ова што вашите ученици го пишуваат за вас. Овдека има интересни фотографии. Ова е првиот училишен ден. Пред да ги спомнеме и останатите ваши книги, сакав да ве прашам што ви е можеби потешко? Дали ви е потежок првиот училишен ден или можеби она раздолба после 5 години, ама таа раздолба знам дека никогаш не завршува. Вие и понатаму си ги следите Секогаш. генерациите, одите со нив и на летување и на зимување и со оние кои што сте сега средно училиште, па и со повозрастните. Така, во контекст со прашањето што го поставивте, убавината и тежината и на првиот училишен ден и на разделбата си има своји, мислам, и тежини и убавини. Интересен е предизвикот и голем е предизвикот на првиот училишен ден, кога пред себе гледаш толку многу мали главчиња кои што заедно со помош на родителите и со заедничка соработка и разбирање, ајде ќе ги спомнам и бабите и дедовците, бидејќи се доста важен сегмент во животот на дечињата и со нив исто така соработуваме. Кога треба да се наполнат тие главчиња со знаење и кога ги растете порано до 4-то, сега до 5-то оделение, нели, со измените, а потоа наеднаш кога со нив си гледал секој нивно запче, како паѓа, па како расте, па си разговарал на секакви теми и кога најнаш доаѓа денот на разделбата, меѓутоа и како што рековте, ние учителите повеќето од нас и јас конкретно секако и натаму остануваме во врска со нашите ученици и нивните родители, следејќи ги пред се во основното образование, а потоа нели во средното до каде се, дали нешто им треба. Едноставно на испраќањето велам дека тука сум за се што знам и умеам 24. Така, нели, секогаш 7. сте така. Секогаш сте И тука, достапна не ги и оставате. се. Знам дека и Да. по 5-то оделение се уште ги следите додека ви се тука во училиштето. Апсолутно. И нивниот успех и поведението. Сега, бидејќи денеска е меѓународен ден на образованието, само по себе се наметнува и прашањето, мораме малку да ги начнеме и оние проблеми кои што ги има во образованието. И ние родителите и вие наставниците
и учениците се соочуваме со недостиг на учебници. Има се уште оделенија кои што немаат учебници. Оние учебници кои што ги имаме се веќе стари, истрошени, со искинати корици, страници кои што недостасуваат. Многу пати, често пати се пишуваат нели лекциите со рака. Имаме проблеми тоа што немаме многу нагледни средства и се учи многу теорија, многу помалку пракса. Меѓутоа, па од друга страна, нашите ученици кога ќе отидат да студираат во странство се едни од подобрите и поуспешните ученици. Тука сакам да ве прашам како наставници. Имате многу работа, мора да ги балансирате сите овие работи за да сепак на крај успехот, односно знаењето на учениците ви е најважно, да успеете да им втемелите знаење. Како го балансирате се тоа вие наставниците? Вака сега, навистина, невозможно е да нема проблеми. Да, мислам да биде тоа секако да се разбереме и да биде јасно. Проблемите се пропратни, меѓутоа менаџирањето на проблемите е многу битно, па ние учителите останува на нас во училничкиот менеджмент, нели пред се тоа да го менаџираме и некако во ќе говорам конкретно и за нашето училиште, кое што е едно од подобро снабдените училишта, бидејќи сите менеджменти до сега што ги имам поминато обрнуваат доста внимание на тоа да бидам искрена, што е доста добро. Она што недостига, се обидуваме ние заеднички на мини активите да го дефинираме што е, како е, го презентираме пред менеджментот, колку успева менеджментот и основачот на училиштето сето тоа да го обезбеди во ред. Друго, ние се сноѓаме со самоизработка, едноставно во недостиг на ЛЦД, нели во училиштата правиме редослед и распоред кој кога сето тоа да го има, се во интерес на децата, се во интерес часот да биде што поинтересен за восприемање на знаењата. Инаку пред малку рековте дека да се втемели знаење. Во многу побитно, да, знаењето е доста битно, но многу ни е побитно на оние етички и морални вредности да ги вметнеме кај децата, да знаат дека она што е суштината на постоењето на еден човек е човештината во него и тоа ни е една почетна точка за која што ние максимално се трудиме да биде втемелена во нив. А потоа, кој колку може да восприема, се разбира толку, нели? Секогаш се трудиме кога ќе се постигне максимумот на восприемање на умења, вештини и знаења кај некој дете, да одиме чекор или степен понатаму. Така. Ги споменавме преска пред малку и вашите книги, сосема на крај да ги споменеме, овие ќе бидат причина за наша наредна средба, бидејќи има навистина што многу да се зборува со вас. Еве ги имате тука пред вас, тоа е повеќе стручна литература, така? Да, едната ја напишавме далечната 2006 година, заедно со мојот татко како професор по физичко и мојата колешка Мирјана Андреска, која што во тој момент и бев ментор и сакавме да направиме 3 генерации, мојот татко, нели јас и мојата менторирана колешка, прирачник по физичко за оделенска настава. Со мојата ќерка напишавме нешто околу работната книга и посветеноста на вработените кон работата во организацијата, бидејќи и таа се одлучи нели да магистрира на менеджмент на човечки ресурси, а она што јас сама се обидов да го направам, бидејќи битен сегмент кај секој учител е да знае да мотивира, да го мотивира секое дете, бидејќи мотивацијата е движечка сила на нештата, ја напишав нешто во конотација на мотивациони алатки. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Времето е тоа предвидено за овој разговор. Уште еднаш честитки за денешниот 24 јануар, меѓународен ден на образованието. Ние од тука ќе ве ослободиме, ве пуштаме слободно да се вратите на вашето работно место, каде што вашите ученици со нетрпение очекуваат да ве видат и да им посакате добро утро и да започне часот со вас. Ви благодарам за гостувањето. Искрение, да, јас тука на тоа што продолжувам со гледачите на оваа тема, ќе прашаме гледачите какво образование имаме, како заслужуваме, затоа сакам уште нешто да ве потпрашам. Сигурно сте во тек имаше доста по медиумите за последните резултати од ПИСА тестирањето. Така.
да ги потсетам и гледачите, од 81, станува збор за 15 годишниците. Вие сте наставник во Делинска, Делинска. но тоа се можеби ваши поранешни ученици, така? Се согласувам. Од добро. 81 држава, по математика се наоѓаме на 62-то место. Во читање 72-то, а во наука 69-то место. И сите резултати говорат за тоа дека имаме уназадување, значи уште влошување на состојбата. Дали ние одиме назад, дали светот оди напред, па не можеме да ги пратиме, како и да е очигледно потребно и неопходно нешто да се промени, дали тоа ќе го наречеме повторно реформи, како и да е. Што според вас треба не утре да се направи, туку вчера требало да се направи? Може би ако како што вие говорите, не вчера, јас би кажала за вчера. Имено, од секогаш наставниот кадар во оваа држава, па може би и во регионот, бидејќи ги следам нештата, е обременет со премногу, се уште премногу, и покрај промените, се уште премногу административна работа. Имено останува многу малку време за онаа суштинска подготовка, бидејќи да не се лажеме, имаме доста училишта се уште фалам, велам јас, фала на Бога, во Македонија, каде што паралелките се по 30 деца, но имаме и каде што се по 10 и 15 деца. Меѓутоа, и 5 да се деца. Учителот треба да допре до секое дете, а замислете до 30 деца, меѓутоа треба да биде подготвен што се од секое дете, тој на секој еден час треба да му даде и треба од тоа дете да земе. Меѓутоа, пак ќе кажам, она обемна административна работа го крати нашето време за доусовршување. Ако сум јас толку возрастна, ако имам 30 Човек учи додека живе. така, да. и особено учителот. Сметам дека пред се подхитно треба да се најде модус каде што ќе се скрати се уште административната работа на наставникот и ќе му се овозможи постојано да може он стручно да се усовршува, не дека нас не е забрането, нели тоа да го правиме, меѓутоа мора да има како порано, например, тргнав на работа 90-тите години и од моментот на тргањето од 1990 до 2006 година ние имавме интензивни обуки кои што многу позитивно влијаја на изградбата да се биде учител, како тоа да се прави во самата училница, оној училнички менеджмент, меѓутоа кон секој едно дете, за да може да му се обрне внимание. Сметам дека многу непотребни работи се уште и покрај промените има во наставните програми и тоа е она што нашите деца, инаку, како што кажа, нели, и водителката, нашите деца кога ќе отидат на страна, верувајте, навистина се доста успешни. Значи, едно со друго тука нешто не оди. Некаде нишката се кине. Едноставно се потребни промени, но кога се прават промени, промените се прават со инволвирање и со учество на наставниците, да се Барем праша со што, каде и каде. да. Со консултации, со подготовка на теренот, а не само да се, простете ми, пресликаат и да се донесат од други простори во нашите простори. Дали имаме ние доволно за тоа материјални, нели, средства? Дали подлогата е таа? Дали не се можеме, одветно, често да. пати слушам финска, не знам Да, што да. или не знам како, да. Но таму живеат меѓутоа ние финци. сме далеко, уште да сме нели во Финска и да сме финци. Да. Се си има своја. Многу ви благодарам и на овој ваш одговор. Да, очигледно ве чекаат учениците.